Скопје Сити Мол ги отвори своите врати за широката јавност. Екипата на Засе.мк сакаше како обичен граѓанин да го доживее отварањето на овој трговски центар, па наместо како останатите медиуми кои чекаат да ги снимат првите купувачи кои влегуваат во објектот, ние одлучивме да се туркаме заедно со другите граѓани и да ви доловиме реалната слика како помина отварањето. Додека чекавме ред за да влеземе низ претесната врата, се наслушавме секакви коментари од типот: слушнав имало миксер за 500 денари. Срамота, ужас, отварање, а уште ништо не е завршено. Некои беа на работа, но ајде да влеземе внатре, ќе работиме подоцна. По кратките турканици, дојдовме на ред да влеземе во трговскиот центар, каде што некој од посетителите со олеснување и радост дека стигнал на ред рече: ајде, влегувај со десна нога и фрли им 10 денари, нека им тргне работата. Откако влеговме, се прошетавме низ ходниците на трговскиот центар, ги пробавме новите ескалатори и се на се добивме добар впечаток. Сепак, единствена црна дамка на нашата посета представуваше недовршеноста на објектот. На повеќе локации може да се забележат работници во комбилизони, капки од боја за варосување по подовите, недовршеност на повеќе објекти и хигиеничари кои си ја вршеа својата работа во погрешно време. Организаторот на ова отварање се обиде да ги анимира посетителите со пуштање конфети, балони и ангажирање танчери на главниот влез на трговскиот, но посетителите не ја разбраа поентата на танчерите. Внимание! Засе.мк ги потврдува шпекулациите дека во Скопје Сити Мол ќе биде отворен првиот Бургер Кинг во Скопје. Не успеавме да добиеме информација зошто Бургер Кинг не беше отворен на денот на отварање на целиот трговски центар. Секако, не заборавивме да го посетиме и новиот хипермаркет Керфур, во кој што имаше најмногу посетители. Кога ќе влезете овде и да немате реална потреба од нешто, сигурно нешто ќе ви притреба. Маркетот изобилува со многу производи со прифатливи цени, а посетителите најмногу се туркаа околу чорапите и бананите. На самиот влез наидовме на енергетски пијалок кој чинеше само 19 денари, а оставаме на вас да ни кажете што има во лименката. Забележавме и нови стандарди кои менаџментот на Керфур ги донесе во Македонија, како каса за мали колички и каса за трудници, жени со деца и инвалиди. Сепак, никој не ги почитуваше овие правила на денот на отварање. За крај ги запрашавме посетителите дали им се допаѓа новиот трговски центар. Еве ги нивните одговори. Убаво е, многу е убаво, ама многу е скапо. Не се свиѓа многу убаво. Па поголем не сме виделе до сега. Многу убаво беше. Све добри, многу убаво. Многу добро. Ова е одамна посакувано во нашиот главен град и овде може да најдете све. И многу ми е драго што се најдеа сили, инвеститори, да навистина ова место кое што беше запустено да се оплемене и да биде катче за секој граѓанин на нашата планета, посебно на град Скопје, а јас се надевам дека ќе биде и регионален центар кој може да ги обслужува и нашите комши околу нашо не обкружуваат. Збунет од гужва, не можам да се снајдам. Ја барам експозитурата на Комерцијална банка пола сат, не можам да ја најдам.
Таму би рекла сега, од таа врата вика не се излега, од оваја па околу и така. Инаку ова е настан за Скопје, мислам еден најголем веројатно и на Балканот